Поништени се сите противзаконски и еднострано донесени правни акти на министрите Оливер Спасовски и Фросина Ременски. Владата за спроведување избори донела одлука да ги стави вон сила и да ја врати претходната состојба во овие министерства. При носењето на овие решенија за разрешување или унапредување, техничките министри не ги почитувале законите, не ги консултирале дополнителните заменици министри и на овие акти кои владата им ги поништува, нема подпис од дополнителниот заменик министер, од што произлегува дека тие акти се незаконски донесени и се спротивни на законот за владата, стои во образложението. Согласно член 30 став 2 од Законот за владата, владата има право и должност да укине или поништи пропис или друг акт на министерствата, органите на државната управа и управните организации кои не се во согласност со уставот, законот или друг пропис на собранието, односно пропис на владата, и врз основа на овој член владата действуваше, стои во соопштението. Владата наложи во Министерството за внатрешни работи и во Министерството за труд и социјална политика да се воспостави претходната состојба каква што била пред донесувањето на наведените противзаконски еднострани акти. Изминатите месеци техничките министри од СДСМ донесоа стотици спорни решенија, за нив добија и кривични пријави и времени мерки од управниот суд. Сепак тоа не беше пречка нивната пракса да продолжи. На последниот ден пред распуштањето на парламентот, техничкиот министер Оливер Спасовски донесе 100 вакви решенија за уназадување на актуелни раководители и избор на нови блиски до СДСМ.